أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Джел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Откако во претходната худба спомнавме неколку услови за исправноста на курбанот, денеска со Аллахова дозвола ќе продолжиме со останатите прописи и правила поврзани со оваа голема верска одлика и ибадет. Па откако спомнавме дека за курбанот да биде исправен, потребно е прво курбанот да биде од добиток. Второ, животното да достигне шеријатски пропишаната возраст. Трето, да се заколе во шеријатски одреденото време. И последното што го спомнавме е човекот да има искрена намера и ниет дека го принесува како курбан заради возвишениот Аллах Азза ва Джел. Исто така, браќо, од условите за курбанот да биде исправен е да биде чист од недостатоци и мани кои се препрека за да биде приман курбанот. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: "Ла яджузу мин ад-дахая al-awra'u al-bayyinu 'awruha wal-'arja'u al-bayyinu 'arajuha wal-maridatu al-bayyinu maraduha wal-'ajfa'u allati la tunqi." Вели Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, 4 врсти на животни не смее да се колат за курбан. Она животно кое е сакато, кое куца со јасно куцање. Едно око со јасно оштетено око, кое не гледа со едно око или му извадено. Болното животно со јасна видлива болест и изнемоштеното слабо кое нема масно ткиво или лој. Овие 4 недостатоци го прават курбанот да не биде исправен. На овие недостатоци се додава и се што е слично на нив или потешко од нив. Затоа не е дозволено да се принесува како курбан слепо животно, животно на кое му е отсечена едната предна или задна нога, животно што се преало до степен да му се заканува опасност се додека не помине неговата опасност. Ниту животно што е погодено од нешто што може да се очекува смрт, како животно со тешка рана, задавено животно, животно што паднало од височина и слично. Односно, се што било изложено на причина што води кон негова смрт, забрането е да се принесува како курбан. Бидејќи овие недостатоци по своето значење се слични или потешки од 4 кои се спомнати во хадисот, кои го прават курбанот да биде неисправен, што се однесува до други недостатоци, што се помали од претходниве спомнати, тие не ја спречуваат исправноста на курбанот. Некој од нив не е проблем никаков, а некој од нив, иако е дозволен курбанот, то станува во мекрух или нешто што не е пожелно. Како, например,
Kurbanot e ispraven ako ima odsečen del od uvото ili rascepeno uvo, no тоа е мекрух и непожелно ако се има курбан кој не е со отсечено уво. Вели Ебу Јусуф, сахибот на Ебу Ханифа рахимахуллах, ако поголемиот дел од окото или увото останал здрав, тогаш курбанот е исправен. И рекол, му го спомнав ово мој став на Ебу Ханифа рахимахуллах, па тој рече, мојот став е и како твојот став. Вакви помали недостатоци не ја поништуваат исправноста на курбанот, туку го прават мекрух или непожелен, бидејќи хадисот што јасно ги спомнува работите или недостатоците што го поништуваат курбанот, ги наведува Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем само на овие 4 големи недостатоци: јасно куцање, јасно оштетено око, јасна болест и крајна слабост и изнемоштеност. Но ако оштетувањето на увото е големо, како да отсечен поголем дел од него, тогаш таквото животно не треба да се принесува како курбан. Едино, ако животното е родено без уво, тогаш не е никаков проблем. Исто така исправен е курбан со животно на кое му е скршен рогот, исто е мекрух и непожелно. Во ханефиската книга Бедаи'ус Сана'i се вели дека е исправна жртвата со животното што природно нема рогови, ако се роди без рогови, и исто така со животно на кое му е скршен неговиот рог. Како доказ се наведува преданиот Алија радијаллаху ан, кој бил прашан за курбан со скршен рог и рекол, не ти штети, односно нема пречка. Па според Ебу Ханифа рахимахуллах, животно со скршен рог е исправно за курбан, особено ако скршениот дел не е голем и не му нанесува штета на животното. Но подобро е и потполно да се избере животно без такви недостатоци. Исто така исправен е и курбан со одсечен помал дел од неговата опашка. Исто така, ако на животното му е одсечена целата опашка или поголемиот дел од неа, таквото животно, според ханефиските учењаци, не е исправно за курбан. А додека, ако е одсечен мал дел, тогаш курбанот е исправен, иако велит е подобро да се избере животно без таков недостаток. Исто така, исправен е курбан и со животно на кое му пресушило вимето поради старост или поради друга причина, доколку не е јасно болно. Исто така, исправен е курбан со животно на кое му паднале или му се скршиле предните негови заби. Драги почитувани браќа, колку твојот курбан е поцелосен во своето тело и во своите особини и колку има поубав изглед, толку е подобар и повреден кај возвишениот Аллах азза ва џел. Затоа, избирајте за курбан што поцелосно и поубаво животно и пренесете го со задоволно и искрено срце. Пожелно е човекот лично да го заколе својот курбан, ако е во можност тоа да го направи. И да каже, кога го коли курбанот, Бисмилла, Аллаху екбер, Аллаху мој, овој курбан е за тебе од мене и од мојата фамилија, или да го спомне името на оној за кого коли, ако коли за некого други. Од Енес радијаллаху ан се пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем принесе курбан со 2 бели овна, со црни шари и со рогови, ги закла со својата рака, изговори Бисмилла, Аллаху екбер и ја стави својата нога на нивните страни. Исто така дозволено е оној што принесува курбан да овласти друг човек да го заколе неговиот курбан, доколку тој што коле е муслиман. Од Џабир радијаллаху анху се пренесува дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи веселем со своја рака заколил 63 курбани, а потоа останатите му ги дал на Алија радијаллаху ан, па тој ги заклал останатите. Но не е дозволено да му се дава на месарот дел од курбанот како надомест за неговото колење. Ова е став врз кој се согласни сите 4 фикски мезхеби.
Od Alija radijallahu anhu se prenesuva da ka rekol, Allahoviот pratеник Muhammed sallallahu alaihi wasallam mi naredi da se grižam околу неговите курбани, да го поделам неговото месо како садака, нивните кожи и нивните покривки и да не му давам на месарот ништо од нив како плата. Потоа рече, ние ќе му дадеме од кај нас, од нас самите нешто како плата. Што значи, месарот може да се плати, но платата треба да биде од посебни пари, а не од месото, кожата или било кој дел од курбанот. И на крај, драги браќа, знајте дека курбанот не е само обично колење животно, ниту само делење месо. Курбанот е ибадет, знак на покорност, благодарност и приближување кон возвишениот Аллах азза ва џел. Затоа оној што принесува курбан, нека го принесе со искрена намера, со чист имот и здраво и убаво животно во пропишаното време и според суннетот на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем. Па затоа направете го овој ибадет со радост, со почит и со надеж дека Аллах азза ва џелле ќе го прими тоа од вас. Нахранете го своето семејство, израдувајте ги сиромашните, одржувајте ги роднинските врски и не заборавајте дека највредното што човек може да го принесе пред Аллах азза ва џелле е искреното срце и доброто дело. Па го молиме на возвишениот Аллах азза ва џелле да ги прими нашите курбани, да ги прими нашите намази, нашите дови и сите наши добри дела, да ни подари искреност во зборовите и делата, да не направи од богобојазните и од доброчинителите и да не собере во дженнетул фирдаус заедно со неговите искрени робови. Амин. Баракаллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ani ва iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في السيناء، اللهم انصرهم في الشام عامة، اللهم انصرهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن ناصرهم وأيدهم من الكفار والمشركين والمرتدين يا رب العالمين. اللهم عليك بهم جميعا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل أضحيتنا، اللهم تقبل جميع أعمالنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.